сме да им порачаме на оние кои што неправедно се внатре, дека може да ги чуат македонските песни со кои што израснале. Тука сме да им порачаме дека не се заборавени. Тука сме да им порачаме дека надвор има многу луѓе кои што ги чекаат пред се и над се нивните семејства. Би сакал, ако сега не слушаат тие кои што се внатре, ако малце им е подотворен прозорот, ако може да чуат некој глас, да чуат неколку информации од оно што е реалност во Македонија, но исто така да слушнат и неколку работи кои што сакаме да им ги кажеме. Денес беше еден од првите протести, денес на Пладне, организиран од оние кои што беа големи подржувачи, но оние кои што сега нив ги судат и проgonуваат. Со секој изминат ден, оние кои што ги подржуваат, оние кои што ги проgonуваат затворените, со секој изминат ден, се помалку луѓе ги подржуваат. Ветуваа чист воздух, нема чист воздух. Ветуваа фабрики, нема ни една фабрика. Затвараат фабрики. Се случува тоа, дојде време пак и фирми да се затвори, ако 2 дена пред локални избори рекоа ќе го отвораат. Направија најголем буџет во историјата на Македонија. Никој никогаш не ги исцедил повеќе граѓаните и стопанството од оваа влада. Најголем буџет. Кога има претходно влади имаше разумни буџети и помал буџет од овој. Тие велеа расипнички. А сега кога е нивниот буџет најголем во историјата, кога најмногу земаат од стопанството и народот, тоа бил граѓански буџет, замислете. Оние кои што подржуваа шарената револуција, секој ден се оградуваат од неа од Фейсбук. Оние кои што пишуваа секој месец по 3, 4, 5 или 10 колумни, секој ден се погласно и погласно пишуваат против оваа актуелна влада и најголемите нивни подржувачи, еден по еден, ден по ден, дебата по дебата, месец по месец, собир по собир, тема по тема, стануваат се покритични спрема оние кои што ги прогонуваат и затвораат оние кои што се внатре тука пред нас. Ете затоа сакам да ви порачам оние што ви го кажав минатиот пат. Ке дојде слободата, ке се вратите кај семејствата. Оние што имате сопруги, ке однесете повторно на вашата сопруга цвеќе. Оние што имате сопруг, повторно ке го видите и прегрнете маршви. Оние што имате керки, повторно ке си однесете керката во школа. Оние што имате синови, повторно ке си го однесете детето на фудбал. Оние што имате мајки и татковци, баби и дедовци, повторно ке се соберете и за слава, и за роден ден, и за нова година на семејниот ручек или семејна вечера. Ке дојде слободата, брате и сестри, ке се прегрнете. Ке дојде слободата. А тие што ве прогонуваат, ке шептат, а вие гордо ке одите. Тие што ве прогонуваат, нема да им биде седно. Сакам една сторија да ви споделам тука, браќи и сестри. Една од затворените, девојка жена од Куманово, 30 години, мајка на 2 деца, вработена службеничка во собранието. Едното дете 2 години, другото дете 1 година. Прво доделија домашен притвор. Никого не удрила, никого не нападнала,
и доделија домашен притвор. Малку беше за прогонителите. И рекоа не, во затвор ставете ја. Ја ставија во затвор, а веќе не може да се водои детето. Уште водоеше детето. Но да не ги навредуваме, браќи и сестри, никога да не навредуваме. Ова е едно време кое што ќе помине. Ова е време кое што треба да помине и повторно ќе треба да се сретнеме на тротоар и да се поздравиме. Ќе треба повторно децата да ги носиме во исти училишта. Ќе треба повторно во исти ходници да седиме. Ќе треба во исти улици да живееме. Но ќе се памти во овие моменти кој е оној кој што прогонувал и кој е оној кој што страдал и трпел. На таа жена од Куманово чии што дечиња дома ја чекаат, сакам да ја порачам дека повторно ќе се врати дома, дека повторно ќе си дојде дома, ќе дојде слободата, ќе дојде слободата. И нека со своето држање, со својот став, со своето достоинство биде пример за другите. Секој од нив внатре, со своето достоинство, со својот став, со својата стаменост, биде уште едно име во долгата и долга листа на судени за Македонија. Ќе поминат 10, 20 или 30 години и тоа ќе бидат новите епизоди на серијалот многовековен, на серијалот многодеценијски наречен Судени за Македонија. Тоа ќе бидат новите Чичко Сазда од Велес. Го знаете Чичко Сазда од ветераните. Тоа ќе биде новиот Борис Чаракчиев. Тоа ќе биде новиот Ѓорѓи Доцев кој што помина години и години во занданите во едноумието. Но сега вистината не може да се сокрие. Вистината е таа дека луѓето се затворени, дека не им е лесно, туку дека им е многу тешко. Но многу луѓе во Македонија мислат на нив и многу луѓе ги чекаат да се вратат. Исто така, браќи и сестри, би сакал со еден аплауз да наградиме еден наш човек, советник во градот Скопје. На секој еден протест доаѓа заедно со нас. Тој е етнички албанец, тој е член на ВМРО ДПМН и тој е господинот Мухамед. Да молиме еден аплауз за господинот Мухамед, кој што секој ден е со нас. Наш сограѓанин, кој што и наш сопартиец, кој што не откажува и кога е тешко. Ете така, браќи и сестри, обединети, сплотени и сложни, ќе ги тераме и овие битки. Заедно со сите, без разлика на нација, без разлика на вера, без разлика на етникум, па дури и политика. Ве поздравувам, исто така ве повикувам, апелирам, утре во 6, утре во 18 часот. Значи утре во недела во 18 часот пред Министерството за правда, за неправда, а во понеделник повторно пред овој затвор, повторно пред оваа капија во која што беа однесени, но ова ќе биде и капијата од која што тие ќе бидат извадени, изнесени и ослободени. Ве поздравувам, се гледаме утре во 6 на вечер, во 6 попладне. Да живее Македонија! Нема откажување. Благодарам, браќи и сестри.